Книга Проповедник, глава 1. Зборови на проповедникот, Давидовиот син, царот во Ерусалим. Суета над суетите, вели проповедникот. Суета над суетите. Се е суета. Каква му е ползата на човекот од сиот негов труд со кој се труди под сонцето? Едно поколение заминува, друго доаѓа, а земјата останува секогаш. Сонцето изгрева, сонцето заоѓа и тогаш брза кон своето место од каде изгрева. Ветерот дува кон југ и се свртува кон север. Виори сега наваму, сега натаму и се враќа во нов виор. Сите реки течат во морето и морето не се преполнува. Од каде што течат реките, таму се враќаат за да го почнат повторно својот тек. Се е мачно. Никој не може да рече дека очите се нагледаат до насита и дека ушите се наслушале достатно. Што било, пак ќе биде. И што се правело, пак ќе се прави. И нема ништо ново под сонцето. Има ли нешто за што би можело да се рече: ете, ова е ново, се суштествуваше дамно пред нас. Само од минатото не остана ни спомен, како што ни во иднината не ќе има сеќавање за она што ќе дојде после. Јас, проповедникот, бев цар над Израел во Ерусалим и го насочив срцето за да истражам и да доловам со мудроста се што се збиднува под небото. О, колку тешка задача им зададе Бог на човечките синови, за да се трудат со неа. Видов се што се прави под сонцето, каква ли суета и тежина на духот. Што е криво, не може да се исправи. Тоа што го нема, не може да се изброи. Јас зборував со своето срце и реков: ете, придобив поголема мудрост од кој да е од моите претходници во Ерусалим. Моето срце научи голема мудрост и знаење. Внимателно ја проучив мудроста, а така и глупоста и лудоста, но сознав дека тоа е гони ветер. Многу мудрост, многу јад. Што повеќе знаење, тоа повеќе болки. Глава 2. Тогаш реков во своето срце: дај да го испитам уживањето и да видам што дава насладувањето. Но ете, и тоа е празнина. За смеењето реков: лудост е. За уживањето, што ползува тоа? Си помисли во срцето да го веселам телото со вино, додека срцето се уште се раководи од мудроста. Посакав да ја прегрнам и лудоста, како би дознал дали ги усреќува луѓето она што го прават под небесата. За време на изброените денови на својот живот. Направив големи дела, изградив дворци за себе, посадив лозја, си направив градини и овоштарници, посадив во нив секакви овошки. Направив езера за да ги наводнувам посадените дрва. Купив робови и робинки, имав и домашни слуги, а исто и стада со крупен и ситен добиток, повеќе од кој да е друг пред мене во Ерусалим. Натрупав сребро и злато и скапоценности од царевите и покраините. Набавив пејачи и пејачки и секакви човечки раскоши, се сокровиште на сокровиште. И станав толку голем, поголем од кој да е пред мене во Ерусалим, а не ме остави ни мојата мудрост. И што и да ми посакаа очите, не им скратував, ниту му бранев на моето срце некаква веселба, туку моето срце му се радуваше на секој мој труд, и таква му беше наградата на секој мој напор. А тогаш ги разгледав сите своји дела, сите напори што ги вложив за да дојдам до нив. И ете, се е тоа суета и гони ветер, и нема полза под сонцето. Потоа ја свртив мојата мисла кон мудроста, кон глупоста и кон лудоста. Што би направил човек кој дошол после царот, освен тоа што е веќе направено? И сознав дека мудроста е подобра од лудоста, како што е светлината подобра од темнината. На мудрецот очите му се во главата, а безумниот скита во темнина. Но знам исто така дека двајцата ги стигнува иста коб. Затоа си реков во себе си: каква е судбината на лудиот, таква ќе ми е и мене. Зошто тогаш да сум помудар од другите? И реков во срцето: и тоа е суета. Зашто ни мудриот ни безумниот немаат траен спомен, по некое време заборавот ќе ги покрие двајцата.
и мудрецот умира како и безумникот. Го замразив животот, зашто ми се стори тешко се што се збиднува под сонцето, зашто се е суета и тежина на духот. Замразив се за што се трудев под сонцето и што сега му го оставам на својот наследник. Кој знае дали тој ќе биде мудар или луд? Па сепак тој ќе биде господар на сета моја мака во која ги вложив сето свое напрегање и мудроста под сонцето, и тоа е суета. И почнав да очајувам заради големиот напор со кој се трудев под сонцето, зашто човекот се труди мудро и со знаење и успешно, па се тоа треба да го остави во наследство на друг, кој воопшто не се трудел околу тоа. И тоа е суета и големо зло, зашто што добива човекот за својот напор и труд што ги поднесува под сонцето? Зашто сите негови денови се макотрпни, работите му се полни со грижи, па ни ноќе не мирува неговото срце. И тоа е суета. Нема друга среќа за човекот, освен да јаде и да пие и да биде задоволен со својата работа. И тоа е, гледам, дар на Божјата рака. Зашто кој може да јаде, кој може да се насладува повеќе од мене? Тој му дарува мудрост, сознавање, радост на оној што му е по волјата, а на грешникот му дава мака да собира и да натрупува за оној кој е по Божја волја. И тоа е суета и тежина на духот. Глава 3. Се има своје доба и секоја работа под небото своје време. Време за раѓање и време за умирање. Време за садење и време за корнење на посаденото. Време за убивање и време за лечење. Време за разурнување и време за градење. Време за плачење и време за смеење. Време за тажење и време за играње. Време за фрлање камења и време за собирање на камења. Време за прегрнување и време кога се остава прегрнувањето. Време за барање и време за губење. Време за пазење и време за отфрлање. Време за кинење и време за шиење. Време за молчење и време за зборување. Време за љубење и време за мразење. Време за војна и време за мир. Која е ползата на работникот од неговиот труд? Ја видов таа грижа што Бог им ја даде на човечките синови, за да се трудат во тоа. Се што прави тој е прекрасно во своје време. Им ја всадил вечноста во нивните срца, иако човек не може да ги постигне делата што Бог ги прави од почеток до крај. Знам дека нема друга среќа за човекот, освен да се весели и да прави добро за време на својот живот. И кога човекот јаде и пие и ужива во својот труд, и тоа е Божји дар. И знам дека се што прави Бог останува довека. На тоа не може ништо да му се додаде, ниту може да му се одземе, а Бог прави така за да имаат стравопочитување од Него. Што суштествува, веќе било, и што ќе биде, веќе суштествувало, а Бог го обновува она што помина. Уште гледам дека под сонцето, местото на судот, а таму беззаконие, и место правда, таму неправда. Реков во своето срце, Бог ќе им суди на праведникот и на злосторникот, зашто тука има време за секакво нешто и за секое дело. Реков во своето срце, луѓето се однесуваат така, што Бог може да покаже какви се на вистина, дека се едни за други како зверови. Зашто на вистина, копта на луѓето и зверовите е една и иста. Како гинат едните, така гинат и другите, и дишат со еднаков вздив, и човекот со ништо не го надминуваат зверот, зашто се е суета. И едните и другите заминуваат на исто место, сите станаа од прав и се враќаат во правот. Кој знае дали човечкиот дух се искачува горе, а духот на зверот слегува долу во земјата. Согледувам дека нема друга среќа за човекот, освен радоста во своето дело, зашто тоа му припаѓа, а кој ќе го доведе до тоа да дознае што ќе биде после него. Глава 4. Пак почнав да ги наблюдувам сите насилства што се прават под сонцето. И ете, солзи на угнетуваните,
и никој нема да ги избрише, и насилствата на угнетувачката рака, а утешител нема за нив. Затоа ги сметам среќни мртвите што веќе умреле, посреќни се од живите што живеат уште. А од едните и другите е посреќен оној кој уште не постои, кој не ги видел лошите дела што се прават под сонцето. Натаму искусив дека секој напор и секој успех му прибавува на човекот завист од неговиот ближен, и тоа е суета и гонење на ветер. Безумникот ги скрстува рацете и се јаде себе си. Подобро е полн грст во мир, отколку двата грста со мачен труд и мака во духот. И уште една суета забележав под сонцето. Човек сосема сам, без син, без брат, и пак нема крај на неговиот труд. Очите не можат да му се наситат со богатство, а не мисли, за кого се трудам и си го скратувам доброто себе си, и тоа е суета и зло дело. Подобро им е на двајцата отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го поткрене, а тешко му на едниот. Ако падне, нема никој да го крене. Па и ако се спие двајца заедно, потопло е, а како ќе се загрее самецот? И ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротиват, и троструко јаже не се кине скоро. Подобар е сиромашен младец, а мудар, отколку стар цар, а неразумен, кој веќе не знае за совет. Зашто младецот може да излезе од темница и да стане цар, а тој и како цар да е роден, пак ќе е сиромашен. Забележав како сите кои живеат и одат под сонцето се определија за младецот, за настапникот кој ќе го наследи. Тој стапува на чело на безбројните поданици и идните поколенија не можеа да се радуваат заради него. И тоа е суета и тежина на духот. Глава 5. Кога одиш во Божиот дом, пази на своите чекори. Приближи се за да можеш подобро да слушаш, отколку да принесуваш жртва на лудиот, зашто нема број на сиот народ, на сите тие, на кои им началствуваше, иеко наследниците не ќе му се радуваат нему. Тие и не знаат дека прават зло. Не избрзувај со својата уста, и срцето да не брза со зборови пред Бога, зашто Бог е на небото, а ти си на земјата, затоа штеди ги своите зборови. Сонот доаѓа од многу грижи, а лудиот говор од многу зборови. Кога ќе му заветуваш нешто на Бога, исполни го тоа веднаш, зашто не му се мили безумниците. Затоа исполни го секој свој завет. Подобро е да не се заветува, отколку да се заветува, а да не се исполни заветот. Не дозволувај на својата уста да ти наведе телото на грев и не вели подоцна пред ангелот дека било грешка. Зошто да му се дава прилика на Бога да се разгневи на твојот збор и да го уништи делото на твоите раце? Зашто колку повеќе соништа и зборови, толку повеќе и суети, затоа бој се од Бога. Ако видиш дека го гнетуваат сиромавиот и дека ги газат правдата и судот во земјата, не чуди се на тоа, зашто над високиот наблюдува повисокиот, а над него највисокиот. Ползата од земјата е за сите, и царот зависи од нивите. Кој ги сака сребрениците, никогаш ги нема достатно. Кој го сака богатството, никогаш не му се доста приходите. И тоа е суета. Каде се умножува богатството, се умножуваат и тие кои го јадат. Па каква полза му е од тоа на Господарот, освен да го гледа со очите? Сладок е сонот на трудолюбивиот, дали јал малку или многу, додека богатството не го остава богатиот да заспие. И видов тешко зло под сонцето, собрано богатство што му е на пропаст на својот собственик, зашто при лоша незгода пропаѓа таквото богатство, па не му останува ништо на синот што му се родил. Гол излезе од утробата на својата мајка, и така гол и ќе си отиде каков што дојде. Ништо нема да понесе од сиот свој труд. И тоа е тешко зло, зашто си заминува така како што и дошол.
Па каква му е ползата од тоа што се измачувал за ветер? Сите своји денови ги јаде во темнина, во неволја, во грижа, во болест и во гнев. Затоа го заклучувам ова. Права среќа за човекот е да јаде и да пие и да биде задоволен со сиот свој труд, со кој се измачува под сонцето за време на краткиот век што му го дал Бог, зашто таква судбина му е дадена во дел. Па ако Бог му дал на човекот богатство и имот, за да ги ужива и за да биде задоволен со своето дело, и тоа е дар од Бога. Зашто тогаш барем не мисли многу на деновите на својот живот, кога Бог му дава да му се весели срцето. Глава 6. И видов, има уште едно зло под сонцето, и тешко ги притиска луѓето. Некому Бог му доделува богатство и имот и почести, па има се што му сака душата. Но не му доделува тоа и да го јаде, туку ужива туѓинецот. Тоа е суета и тешко страдање. И велам, подобро е недоносено дете од оној кој би родил 100 деца и би живеел многу години, а самиот не би уживал во благото и не би имал погребание. Зашто недоносеното дојде напразно и отиде во темнина и името му е покриено со темнина. Сонцето ниту го виде, ниту го созна, а поспокојно е од оној. Па кога би живеел таков живот и 2000 години, а не би уживал во своето благо, зар не заминуваат двата еднакво на исто место? Човекот се труди само за да јаде, а неговата душа никогаш не се наситува. Зашто во што е мудрецот подобар од безумниот? И што да се рече за бедниот кој умее да се однесува пред луѓето? Подобро е да се види со очите, отколку да се скита со желби, и тоа е суета и тежина на духот. Што веќе суштествуваше, има име, и се знае што е човек, и тој не може да се суди со појакиот од себе. Зашто има многу нешта кои ја умножуваат суетата, и каква му е ползата на човекот од тоа? Кој знае што е добро за човекот во неговиот живот, за оние малку денови што така суетно ги живее, што му поминуваат како сенка? Зашто има многу нешта кои ја умножуваат суетата, и каква му е ползата на човекот од тоа? Кој знае што е добро за човекот во неговиот живот, за оние малку денови што така суетно ги живее, што му поминуваат како сенка? Кој ќе му каже на човекот што ќе биде после него под сонцето? Глава 7. Подобро е доброто име отколку скапоценото масло, и смртниот ден отколку денот на раѓањето. Подобро е да се влезе во куќа каде е жалост, отколку во куќа каде е гозба, зашто она му е крајот на секој човек, и кој е жив, нека го вложи ова во срцето. Подобар е јадот отколку смеата, зашто срцето е радосно зад жалосно лице. Срцето на мудрите е во куќата на жалост, а срцето на безумните во куќата на веселба. Подобро е да се слуша укорот на мудриот човек, отколку да се слуша пеењето на безумните, зашто смеата на глупиот е како крцкањето на трњето под котел, и тоа е суета. Угнетувањето ги прави мудрите безумни, а подкупите го расипуваат срцето. Подобар е крајот на работата, отколку нејзиниот почеток, и подобро е трпението од гордоста. Не брзај со гнев, зашто гневот почива во срцето на глупиот. Не прашувај зошто некогашните времења биле подобри од овие, зашто тоа не е мудро прашање. Мудроста е како скапоцено наследство и полезна е за оние врз кои свети сонцето. Бидејќи како што се сребрениците заштита, така е и мудроста, но предноста на знаењето е дека мудроста дава живот на оној што ја има. Погледај ги Божите дела, кој може да го исправи она што тој го искривил. Уживај ја среќата во среќен ден, а размислувај во лош ден. Бог го создаде едното како и другото, за да не открие човекот ништо од својата иднина. Се видов во својот суетен живот, праведниот пропаѓа и покрај својата праведност.
а безбожникот живее и натаму и покрај својата безбожност. Не биди преправеден и не замислувај се дека си премудар, зошто да се уништуваш. Не биди прелош и не биди безумен, зошто да умреш пред времето. Добро е да се придржуваш за едното, но ни другото не го испуштај од раката, зашто кој се бои од Бога, се избавува од се. Мудроста на мудрецот му дава поголема сила на градот, отколку 10 градоначалници. На земјата нема праведник, кој правејќи добро никогаш не согрешил. И уште едно, не обрнувај внимание на озборувањето, може би ќе чуеш дека твојот слуга те колнел, а твоето срце знае како и ти често ги колнеше другите. Се тоа го испитав со мудроста. Мислев дека сум мудар, но мудроста ми беше несватлива. Она што е, далеку е и длабоко, толку длабоко, кој може да го најде. И уште еднаш се обидов да ги истражам и да ги разберам мудроста и разумот, да ја сознаам нечесноста како и глупоста, а лудоста како безумие. Открив дека има нешто погорчливо од смртта, жената, чие срце е примка и мрежа, а рацете окови, кој му е мил на Бога, ја избегнува, а грешникот ќе биде уловен од неа. Ете, тоа се го открив во се, вели проповедникот, и уште барав, но без успех. Најдов маж, еден меѓу 1000, а не најдов ниедна жена меѓу сите. Го открив ова, Бог го создаде човекот едноставен, а тој смислува безбројни сплетки. Глава 8. Кој е како мудрецот? Кој уште знае да ги толкува работите? Мудроста му го разведрува лицето на човекот и го менува неговиот суров лик. Затоа велам, слушај ја царската повелба заради Божјата заклетва. Не брзај да си заминеш од присуството негово и не биди тврдоглав кога причината не е добра, зашто тој прави како што му одговара. Зашто во царскиот збор е силата и кој смее да го праша, што правиш? Кој ги пази заповедите, не познава лоши работи и срцето на мудрецот знае за времето и за судот. Зашто постои време и суд за сите, а злото тешко го измачува човекот. Зашто тој не знае што ќе биде, а кој може да му каже кога што ќе биде? Никој не може да го совлада духот, за да го задржи духот, ниту има власт над смртниот ден. Во тоа војување нема одлагање, ниту нечесноста го избавува оној што ја прави. Го видов се ова и внимавав со моето срце на секое дело што се прави под сонцето, кога човек владее над човек за негова несреќа. Натаму видов како ги носат безбожниците на гробишта, и луѓето доаѓаа и се враќаа од светото место, и беа заборавени во градот каде што правеа така. И тоа е суета. Кога нема брза пресуда за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. И грешникот што прави зло, и 100 пати живее долго. Јас сепак знам дека ќе бидат среќни оние кои се бојат од Бога, зашто се бојат од Него. Не, нечесниот човек нема да биде среќен и нема да ги продолжува своите денови никако сенка, зашто не се бои од Бога. Но на земјата е суета, па праведниците ги стигнува според делата на нечесните, а нечестивите според делата на праведниците. Велам, и тоа е суета. Затоа ја славам веселбата, зашто нема среќа за човекот под сонцето, туку во јадењето, во пиењето и во насладувањата. И тоа нека го придружува во неговиот труд за време на животот што Бог му го даде под сонцето. Кога го насочив срцето за да ја познаам мудроста, се обидов да сватам што се работи на земјата. На вистина, човекот не наоѓа спокојство ни дење ни ноќе. Го наблюдувам целокупното Божјо дело и на вистина никој не може да го долови она што се збиднува под сонцето. Зашто колку и да се труди човек да го открие, никогаш не може да го открие, па ни мудрецот не може да го открие тоа, иако мисли дека знае.
Глава 9. Размислував во своето срце за се тоа и сватив дека и праведниците и мудреците со своите дела се во Божјата рака. И човекот не разбира што го чека, љубовта или омразата, и двете се пред него. Копта е иста за сите, за праведниот како и за нечестниот, за чистиот и за нечистиот, за оној кој жртвува како и за оној што не жртвува, еднаква за добриот и за грешниот, за оној што се заколнува како и за оној што се бои од заклетва. Најлошото од се што се збиднува под сонцето е следното: копта е иста за сите. Човечкото срце е полно со зло. Лудоста е во срцата на луѓето додека живеат, а потоа им се придружуваат на мртвите. Зашто оној кој е меѓу живите има надеж, и живиот пес повеќе вреди отколку мртов лав. Живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема нивната љубов и нивната омраза и зависта, и веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето. Затоа јади го својот леб со радост и пии го своето вино со весело срце, зашто на Бога веќе порано му се допадна твоето дело. Носи бела облека во секое време и нека не снема масло на твојата глава. Уживај го животот со жената која ја љубиш во сите денови на својот суетен век што Бог ти го дава под сонцето, зашто тоа е твое учество во животот и во трудот со кој се трудиш под сонцето. Што и да имаш намера да правиш, направи го додека можеш, зашто нема ни дела, ни умување, ни сознавање, ни мудрост во подземјото во кое одиш. Освен тоа, видов под сонцето. Не ја добиваат трката брзите, ни бојот храбрите. Нема леп за мудреците, ни богатство за разумните, ни милост за учените, зашто времето и копта ги достигнува сите. Човекот не го знае својот час, како рибите уловени во подмолна мрежа и како птиците фатени во примка, така се фаќаат човечките синови во времето на неволја, што ги опфаќа ненадејно. Уште ја видов под сонцето и оваа мудрост, што ми се виде голема. Беше еден мал град и малку луѓе во него, а на него удри голем цар. Го опкружи и подигна околу него големи опсадни стражарници, но во него се најде мудар сиромав, кој го спаси градот со својата мудрост, а после никој не се спомнуваше за тој човек. Сепак јас велам, подобра е мудроста отколку јачината, но не се цени мудроста на сиромавиот и не се слушаат неговите зборови. Тивките благи зборови на мудрецот се слушаат подобро отколку викотницата на заповедникот над глупците. Мудроста вреди повеќе отколку военото оружје, но еден единствен грешник расипува многу добри нешта. Глава 10. Псовисаната мува го засмрдува мирисливото масло, а и малку лудост му ја расипува мудроста и честа на честниот. Срцето на мудрецот е на десната страна, а на глупецот на левата. Достатно е лудиот да тргне на пат, бидејќи нема разум, секому му покажува дека е луд. Ако гневот на владетелот се подигне против тебе, не напуштај го своето место, зашто благоста ги спречува големите престапи. Има зло што го видов под сонцето, како престап што доаѓа од владетелот. Безумните се издигнуваат на највисоки места, а богатите заземаат ниски положаи. Видов слуги на коњи, а кнезови кои одеа пеш како слуги. Кој копа јама, паѓа во неа. Кој разурнува зид, змија го каснува. Кој крши камења, тоа го повредува. Кој цепи дрва, може да настрада. Кога ќе се затапи железото и неговата острица не е наострена, тогаш треба повеќе сила, а успехот е награда на мудроста. Ако змијата касне пред вражањето, тогаш вражачот ништо не користи. Полни се со благодат зборовите од устата на мудрецот, а безумникот го упропастуваат неговите усни.
Тој ги почнува своите беседи со лудост и ги завршува со целосно безумство. Лудакот зборува премногу, човекот не ја знае иднината. И кој може да му каже што ќе биде после него? Лудите ги мори нивниот труд, зашто тие не знаат да отидат ни во градот. Тешко тебе, земјо, кога ти е царот премлад и кога твоите кнезови се гостат веќе наутро. Блазе ти, земјо, кога ти е царот син на благородник и кога твоите кнезови јадат навреме, за да се подкрепат, а не да се испијанат. Одмрзливо се свиткуваат гредите, заради негрижа прокапува куќата. Но гозбите се заради забава, и виното го развеселува животот, а сребрениците набавуваат се. Не колни го царот ни во својата мисла, не колни го богатиот ни во својата соба, зашто птиците ќе го однесат гласот и се што е крилесто ќе ја каже клеветата. Глава 11. Фрли го својот леб во водата и ќе го најдеш после многу време. Раздели им на 7 мина или 8 мина, зашто не знаеш какво зло ќе ја снајде земјата. Кога облаците ќе се наполнат со дожд, ја истуруваат на земја. Ако падне дрво кон југ или кон север, сеедно, каде ќе падне, таму и останува. Кој внимава на ветерот, не сее, и кој гледа на облаците, не жнее. Како што не знаеш кој е патот на ветерот и како растат коските во утробата на трудна жена, така не ги знаеш ни делата на Бога кој создаде се. Наутро сеј го своето семе, а навечер твојата рака нека не почива, зашто не знаеш дали ќе биде подобро ова или она, или двете ќе бидат еднакво добри. Мила е светлината и пријатно е да се види со очите сонцето. Но ако човекот живее и многу години, нека се весели секогаш и нека си спомни дека ќе има многу темни денови. Суета е се што ќе дојде. Затоа радувај се, младецу, за време на својата младост и весели се во деновите на својата младост. Оди по патиштата на своето срце и следи ги желбите на своите очи. Но знај дека Бог ќе ти суди за се тоа. Затоа отстрани ја лутината од своето срце и отстрани го лукавството од своето тело. Но детството и младоста се суета. Глава 12. Испомнувај си за својот Создател во деновите на својата младост, пред да дојдат лоши денови и пред да пристигнат годините кога ќе речеш, не ми се милеат. Пред да се помрачат сонцето и светлината, месечината и звездите, и да се вратат облаците по дождот. Во денот кога затреперуваат чуварите на куќите и се наведнуваат јунаците, и се здодеваат мелничарките зашто се премалку, и се помрачуваат оние кои гледаат низ прозорците. Кога се затвораат уличните врати, ослабува шумот на мелницата, кога стивнува пеењето на птиците и замруваат звуците на песната, кога патот надолу е мака и секој излегување закана, а бадемот е во цутење и скакулецот не скока веќе, и бадемовиот плод пука, зашто човекот си оди во својот вечен дом. А тажачките веќе се движат по улиците, пред да се скине сребрената врвца и се скрши златната светилка, и се распрчи врчвата на изворот, и се разбие тркалото над бунарот, и се врати правот во земјата, како што дојде од неа, а духот се врати при Бога кој го даде. Суета над суетите, вели проповедникот, се е суета. А освен тоа, зашто самиот проповедник беше мудар, тој народот го учеше на мудрост, па измери, проучи и состави многу мудри изреки. Воедно проповедникот се трудеше да најде прикладни зборови и да ја изрази направо вистината. Беседите на мудрите луѓе се како остени и како закачени колци. Пастирот се служи со нив за доброто на своето стадо. И на крај, сине мој, знај дека е потребно неизмерливо многу труд за да се напише книга и дека многу учење го уморува телото. Да го чуеме завршниот збор за се. Бој се од Бога
исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд.